Општина Аеродром, улица Пандил Шишков. Жители од соседната зграда снимаат како пила сече едно од 17 дрва кои треба да го расчистат просторот за нова стамбена зграда. Населбата која претендира да стане мал Њујорк ќе изгуби зеленило, но ќе добие нов простор за домување. Општина Аеродром пред 1 месец дала дозвола за градба. Фирмата што гради на посочената парцела има одобрение за градба со број УП 12036 од 15.6.2020 година, велат од општината. Решението на 30 минатиот месец станало правосилно и компанијата Саник Доел почнала со градба. За да почнат со работа, морале да добијат решение од град Скопје за расчистување на зеленилото на просторот. Така, 5 платани, 5 копривки, 2 липи, 2 костени, јасен, орев, дудинка или 17 дрва вкупно морале да бидат исечени. Во решението издадено на 4 март годинава стои дека инспектори на град Скопје во февруари биле на терен и утврдиле оти се работи за стари дрва со надмината физиолошка зрелост, дека имаат кршливи гранки и при посилно невреме представуваат потенцијална опасност за околината. Поради тоа, не побарале од компанијата која гради да го компензира зеленилото. Од град Скопје велат, решение за сечење дрва се издава од страна на секторот за комунални работи во град Скопје и истото се издава доколку дрвјата се стари и заболени и представуваат опасност за граѓаните и материјалните добра. По барање на жители и здруженија на станари, како и по службена должност, поточно доколку општините имаат издадено градежни дозволи за реализација на некаков вид на градежен зафат. Посочената компанија има градежна дозвола и на истата парцела е предвидена изградба на објект и за таа цел издадена е дозвола за сечење на дрва. Според важечките прописи, нема основ според кој би се задолжил овој субјект да го надомести зеленилото. Зошто град Скопје и Министерството за животна средина не го одржувале зеленилото според Законот за урбано зеленило. Таму се предвидува интензивно одржување, редовно прихранување, редовно косење и така натаму. Институтот за комуникацијски студии побара да посочат примери дали воопшто од некоја градежна компанија побарале да компензира зеленило. Ни испратија 9 решенија како пример, каде што се бара да се засадат ист број насадници колку што ќе бидат исечени на просторот за градење. Се обидовме да ги најдеме болните дрва на зелениот катастар на град Скопје, на Пандил Шишков 35-37. Таму, овие 17 дрва веќе не постојат. Ова е точната локација на која што се разболеле 17 дрва. Дрвата се исечени. Во моментот на големо се гради. Кој дозволил 17 дрва да се разболат на една иста локација? Дали се проверени останатите околни и може ли да се потврди дека се здрави и не се опасни по здравието на жителите? Ододва коалиција во случајот гледаат со сомнеш. За тие дрва треба да се грижат, надлежните, и ако видат во текот на времето дека некој дрво заболува, треба и да се грижат за него, да видат што е проблемот. 17 дрва на едно место да бидат заболени и тек така да се исечат е многу сомнително. Дали некој намерно ги оставил за да лесно паднат, а и додека се дозволи да бидат исечени, ако збориме за истите дрва што ги гледавме на социјалните мрежи, тоа беа убави дрва. Јас не би рекла она што го видов дека биле заболени дрва. Според активистката, збунува и фактот што не е побарано надоме за исечените дрва. Во Законот за урбано зеленило стои дека подносителот на барањето е должен да изврши компензацијско садење на истата површина или во пречник од 500 метри. Ако не може да се реализира, тогаш подносителот плаќа парична компензација, која се пресметува со методологија за проценка на паричната вредност на дрвото. Тоа што рековте дека тек така се исечени без да се надомести, мислам дека не е во ред, затоа зашто според законот мора да бидат надоместени, не стои во него дали се заболени или не. Секој дрво треба да се надомести, дури не треба ни да стои во законот. Едноставно треба да сме свесни дека тоа дрво и околу тој објект му ја качува цената. Самите дрва имаат од аспект на тоа да летно време не треба толку ладење, самата сенка на дрвото го заштитува објектот, а зимно време па додека е листопадно и се внимава на тоа, па овозможува да продре сонцето на објектот и да го загрее. Воопшто не се вози сметка колку дрвото значи не само за воздухот, него и за објектите околу него, па и за луѓето што живеат. Едно е да купиш стан во објект кој е околу тебе згради, а друго е кој ќе купиш стан во објект што е околу со зеленило. Ѓоргиева потсетува дека град Скопје поседува машина што може да ги пресадува дрвата, која што беше употребена при посетата на папата Франциск во Скопје.